Овие нови форми, пред се правната, одземаат време, енергија и ресурси, кои што ќе мораме да посветиме посериозен пристап. Оваа представка до Уставниот суд е најбрзиот легален чекор што можеме да го преземеме, додека се работи на комплексната тужба која веќе ја најавуваме 2 недели. Таа ќе биде сеопфатна и тоа нема да биде едноставен документ. Буквално ќе биде трактат во кој ќе се обвинат сите фактори кои ја предизвикуваат оваа повеќегодишна криза во Македонија. Од таа тужба нема да биде поштедена ниту меѓународната заедница, нивните соработници на терен, разноразните мешотари меѓу партиите, шпекулантите за изворот на местенката за случувањата во собранието и ќе ни одземе доста време, енергија и средства. Енергијата која што нашите сопатници во овие барања ќе ја преусмериме на најверојатно протести еднаш неделно, и тоа зависно од политичката ситуација. Одговорот на народот секогаш ќе биде навремено, законски и правилно кажан. Нема тоа да биде купи ден, продај, што и да продаваат политичарите. Очекуваме подписи на коалицијата која претендира да биде незаконска влада, затоа што, како што е незаконски и председавачот на собранието, тоест вршителот на должноста во моментов, не потврден ниту по еден закон, нити правилник. Сакаме да им порачаме на нашите сопатници дека борбата продолжува и дека ќе треба зачувување на енергијата за јасно артикулирање и масовно изразување на моментите на нашето движење.